И кочанските основни и средни училишта се вклучија во акцијата што по повод 15 септември, меѓународниот ден за чистење на планетата, се организираше на ниво на држава. Се чистеше околината и училишните дворови, а целта на акцијата е подигнување на свеста кај луѓето за чиста и здрава животна средина. Јас сум Љупка Јорданова, член на екоодборот на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Ние во саботата се излеговме во екоакција и ја исчистивме околината на нашето училиште, бидејќи поминуваме голем дел од денот тука, и тоа треба да биде во чиста околина. Нашето училиште ќе ги поддржува и другите екоакции и понатаму ќе учествуваме во екоакциите кои ќе бидат организирани. Јас сум Надалина Грозданова, член на екоодборот во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Јас сум многу задоволна за тоа што ние во саботата организиравме многу добра акција за прочистување на нашето училиште. Сега ние сме во чиста околина и ќе бидам член и понатаму и на другите екоакции што ќе се одржат за нашето училиште. Јас сум Мила Пандурска и сум член од екоодборот на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Пораката од нашето училиште е да не се фрла отпад и доколку се фрли, тоа да се исчисти. Акцијата беше од светски карактер. 15 септември е светски ден на чистење на животната средина. Нашиот екоодбор, како и секогаш досега, се вклучи активно во оваа акција. Се пријавија за учество во акцијата сите ученици, односно екоодборот ги регрутираше повеќе ученици од нашето училиште и сите тие се јавија. Броевме околу 60 членови. Екоодборот на нашето училиште има доста обемен акцијски план и веќе во септември се очекуваат нови акции од нас. Ќе го прославиме 22 септември како секоја година, денот без автомобили и уште неколку акции за кои сега нема да откриваме детали. Сакаме да се благодариме и на организацијата Екопроект, која и овој пат соработуваше со нас, да ги донираше вреќите и ракавиците кои ни беа потребни реквизити за чистење на нашата околина. Инаку акцијата е со меѓународен карактер, во која беа вклучени најразлични организации и волонтери од 150 земји од светот. Оваа година се стави акцент на неразградливите пластични кеси, кои се огромен глобален еколошки проблем за целокупната природа, особено за животинскиот свет во реките, морињата и океаните. Символичната акција е со цел да се потикнат луѓето да променат нешта во нивните секојдневни навики и со тоа, наместо да учествуваат во создавањето на проблемот, заедно сите да бидат дел од неговото решавање.